Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Летото е време за одмор, патувања и нови доживувања. Но што кога во семејството има бебе? Дали родителите може безгрижно да планираат летување покрај море, езеро или на планина? Кои се најважните безбедносни, здравствени и практични совети кога патувате со бебе, особено во услови на високи температури? На бројните прашања што ги мачат родителите, од избор на дестинација и транспорт до хидратација, заштита од сонце, прехрана, аптека и исправување со евентуалните здравствени проблеми, разговараме со доктор Маја Ангелеска, педијатар. Разговорот следува веднаш по блокот реклами. Останете на Телма. Прво, летување со бебе, за најчестите предизвици и решенија. Денеска разговараме со доктор Маја Ангелеска, педијатар во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре дојдовте во студиото на Телма амбуланта и добар ден. Добре ве најдов, ви благодарам за поканата. Дали родителите со мало бебе може да размислуваат за летување покрај море, езеро или пак на планина? Секако дека може да се размислува за одмор, зависно пред се индивидуално е тоа, нели, од здравствената состојба на самото бебе. Идеално е да е после 6-тиот месец, меѓутоа секогаш и може и од помала возраст да се почне со одмор и секогаш се одбираат некои пожелно е да се одберат дестинации кои би биле погодни и за родителите, меѓутоа пред се за бебето. Тоа се некои дестинации кои што имаат умерена клима, умерена надморска висина, да се потивки, помирни населби, да кажам, да нема екстремни разлики во температурата и да се по можност во некоја пристојна далечина за да може да се вратат дома доколку нешто имаат проблем. Излезе некаков проблем. Да. Ја споменавте надморската височина. Дали таа може да представува ризик за бебето доколку се летува на планина, например? Секако нормално дека представува ризик, затоа кажав сите поднебја каде што има умерена клима, меѓутоа и умерена надморска висина, така да пожелно е за родители кои што планираат својот одмор да го проведат на планина, да е барем 1200 до 1500 максимум надморска висина. А што е со езерската вода? Дали таа безбедна за капење на бебиња? Значи, генерално не се препорачува бањење на бебе доколку е до 6 месеци, меѓутоа поготово треба да се внимава со езерската вода, затоа што никогаш не сме сигурни колку ни е таа бактериолошки чиста, затоа што друго е море или друго е езеро. Секогаш езерото е и поладно во однос на морето, така да препорачливо е бебето да не се бања во езерска вода, секако доколку не ни е ни проверена, доколку знаеме дека има отпадни води кои што нели се излеваат во езерото, да. Така да, доколку евентуално веќе се избања бебето, и да е над 6 месеци, после тоа да се испере со чиста вода и да биде тоа кратко, без потопување, без нуркање и без голтање вода, затоа што таа вода може да има бактериолошка некоја микроорганизми внатре, па да настанат да настанат инфекции, најчесто гастроинтестинални, меѓутоа инфекции на очи, на уши и така натаму. А што е со морската вода? Доколку е студена, може ли да се внесе бебето? Морската вода е побезбедна во однос на инфекциите, секако, меѓутоа доколку е студена не се препорачува, дали е морска или езерска, небитно, не се препорачува да се внесува бебе. Би требало да се движи 25, барем да е минимум 25 степени, еве идеално да кажем дека би било 28 степени. И истото важи да е кратко задржување, да е бањањето без потопување, без нуркање, без поможност голтање вода. Некогаш родителите стават морска вода во мали базенчиња, потоа го стават базенчето на сонце за водата да се загре, да се стопли, дали тоа добра опција? Да, тоа може. Нормално доколку се променува водата, меѓутоа треба да се внимава, затоа и секако ќе зборувам, верувам, во кој период од денот е бањањето, затоа што УВ-зраците се рефлектираат од водата и тогаш најлесно, поготово на таква мала површина со вода, може да настане изгореници. Значи не е седно во кој период од денот се оди со бебе на плажа.
Ќе стигнеме до пристојот на плажана, но да се задржиме сега малку на патувањето. Препорачувате ли со мало бебе да се патува со авион? Вие ќе споменавте дека најдобро да се биде во близина, но некои родители имаат уплатено и патување на некои подалечни дестинации. Што е со патувањето со авион со бебе? Препорачливо е барем првите 6 недели да не се патува никаде, поготово не со авион. Доколку имаат потреба да патуваат, постојат некои безбедносни мерки кога станува збор за мало дете, затоа што тоа е секако осетливо на надворешни инфекции. Нели, прво ајде од тоа да почнеме. Авионот има затворен простор на циркулирачки воздух и така да тука многу лесно се пренесуваат инфекциите. Пожелно е доколку се влегува и при влез и при излез да е транспортерот или количката или како и да е бебето да е прекриено со некоја тенка прекривка за да е заштитено од инфекции, да има што помалку контакт со другите патници, значи редовна дезинфекција на родителите на рацете, а исто ако станува збор за поголемо бебе кое што веќе фаќа предмети околината, исто така често да му се дезинфицираат рачињата. Меѓутоа, исто тука со авионот друг проблем се јавува кога има полетување и слетување, нели за проблем со притисокот, тогаш е пожелно на бебенцето или на детето, да кажам, доенче до 1 година, да се даде нешто, ако е помало, или да цица, или млечна формула, ако е поголемо да грицка нешто, со цел да се намали притисокот, така што ќе се отвора и устахевата туба. Од таа причина многу често и бебињата плачат во авионот. Па и возрастни може да имаат проблеми со ушите поради промената на притисокот. А како да се патува со автомобил кога надворешните температури се многу високи? Дали е прифатливо во возилото да биде вклучен климауредот? Секогаш патувањето треба да се избира да не е во најжешкиот период од денот. Тоа е најбитно, заради тоа што колку и да внимаваме на температурата, сепак не можеме ние драстични разлики, не се препорачливи. Би требало разликата на температура со надворешната да е 5 до 6 степени. Секако дека клима ќе вклучуваме, меѓутоа да не е поголема од таа разлика. Да не се претерува. Да не се претерува така, да има надвор да е 35, а внатре да е 20. Тоа не е пожелно. Исто така климата да не е свртена директно кон бебето, во друг случај би можело нормално. Така, а во кој дел од денот да се патува? Рано наутро? Па или рано наутро или после 5 часот, значи кога не е толку јако сонцето. Дали бебето мора да биде поставено во транспортер или во специјално патничко возило наменето за бебиња, дури на кратки дестинации? Секогаш, значи императив е здравието и безбедноста на детето, така да и на многу кратки дестинации детето треба секогаш бебето да е ставено во транспортер, соодветно врзано со каивчиња, затоа што никогаш не се знае кога може да дојде во некоја незгодна. Дали може на овие на транспортерите или на автомобилските сидишта да се стави пелена или пак да се стави некаква прекривка бидејќи малите се потат? Во смисла, мислите од надвор да се прекријат или да се стави пелена, па потоа да се секако може да, треба да е секош поставено во транспортер за нели тие немаат врачето се свиткани цели, па убаво е да се стави пеленка под за да се отворат дишните патишта, да не е цело згужвано да кажам. Пеленка од надвор не би требало во автомобил затоа што тоа е неговото семејство, нели нема потреба да го заштитуваме, како што кажав, ако е во јавен превоз некој или каде што има простори повеќе народ, каде што се движи, тогаш пожелно е да се стави некоја тенка ткаенина која што би го штитела од евентуални инфекции. А колку време може да седи бебето во транспортер? При долги патувања треба ли да се запира? Да, треба да се прават паузи, барем на час и пол до 2, да се прават паузи, бебето да се пресоблече, да се нахрани, да се смени пелена, едноставно да се направи пауза од сето тоа, една иста положба да се промени положбата. Зошто не сме да се остави бебе само во автомобил, дури ни на 5 минути? Само во автомобил во летните месеци, значи температурата во автомобилот затворен енормно може да порасне и до 50-60 степени и тоа за многу кратко време, затоа е пожелно бебето, не пожелно него никогаш бебе и дете не треба да се остава во затворен автомобил. Од
заради главна причина и последица на тоа ни е топлотниот удар, каде што последиците на топлотен удар може да бидат фатални. Како се препознава топлотен удар кај беби или кај мало дете? Децата се зацрвенети, кожата им е црвена, топла, забрзано дишење имаат, сув јазик, сува усна, можат да бидат и летаргични, поспани или вознемирени силно, може да повраќаат зависно од степенот на топлотниот удар. И во тој случај треба веднаш да го извадиме детето надвор, еве доколку под наводници кажеме дојде до таква случка, треба да го извадиме во просторија каде што е проветрена или на подсенка, каде што е поладна температурата, да се расоблече колку што е можно, да се стават облоги со влажни облоги или со млака вода, да не е никогаш ладна, за да нема драстична разлика, нели, да му се даде да се пие, да се мери температура, нели, да се види дали е температурата покачена, доколку е над 38,5, треба да се даде и антипиретик, а доколку кажав, ако има и посериозни симптоми како поспана сомнолентност, летаргија, тогаш веднаш треба да се однесе на лекар. Така, бебињата и малите деца многу побрзо дехидрираат од возрастните. Секако да, затоа што имаат поголема површина каде што испарува нели водата, течноста да кажам, и затоа треба цело време да се рехидрираат. Доколку се патува со автомобил и автомобилот е загреан, неопходно ли е прво да се разлади пред да се внесе бебето? Па пожелно е да се разлади, да. Прво да се разлади, па потоа да се внесе детето. Понекогаш затоа што и кратко време може да го дестабилизира, поготоа малите новородените се уште тој центар за терморегулација не им е убаво развиен, затоа е пожелно да е некоја пристојна температура, па тек после се внесе бебето. Така, повозрасните обично имаат поголем страф од разладен, климатизиран автомобил отколку од загреан. Значи, еднакво е опасно, така. Дури и поопасно може да биде загреаниот воздух, така да, како што веќе спомна, претходно да е разладена, меѓутоа сепак да не е со екстремни разлики од надворешната температура. Како да се хидрира бебе кое што цица? Дали има потреба на доено бебе да му се дава водичка? Тоа е една вечна дилема на овие простори. Тоа го добивам како прашање многу често. Значи, дете кое што е на доење, без разлика дали е на одмор, дали е лето, дали е зима, нема потреба од додавање вода. Дури кога температурите се високи? Дури кога температурите се високи. Доволно е само да се поставува на дојка кога сака, колку сака, и нормално мајката да води сметка да не е тој период подолг од 2-2,5 часа. Затоа што млекото се содржи доволна количина на вода, млечен, шеќер, масти, протеини, значи една избалансирана исхрана која што го заситува и ја заситува и неговата потреба за течност и неговата потреба за храна. Така да воопшто нема потреба од вода. Тие мајки се сигурни нема потреба од екстра шишенца. Нема потреба. Меѓутоа, деца кои што се на формула, тогаш би требало да се додава вода помеѓу подоите, да се нуди превриена и оладена вода или некое разредено чајче, да е повеќе вода, заради тоа што тие се концентрирани и се богати со јаглен хидрати кои што не потребни им се во тој случај на децата. Колку вода би можело да му се понуди на мало бебе кое што се храни со млечна формула? Има ли некакви правила? Па, би требало да не надминува до 100 мл, значи за 24 часа да се понудува во тек на подоите и детето само ќе си одреди колку има потреба од течност. Кога родителите одат на одмор со бебе, а при тоа бебето не цица, подготвуваат млечна формула. Колку време адаптираното млеко може да стои на собна температура или мора шишенцето со млеко да му се понуди веднаш на бебето, она што ќе остане да се фрли? Значи, доколку е температурата до 25 степени, да кажеме, би требало да може да стои час до 2. Сето тоа под услов доколку не е почнато со пиење. Кога ќе дојде веќе млекцето во контакт со плунката, нели веднаш се контаминира и од таа контаминација со бактерии што се присутни во неговата уста, може да се расипе и самото млеко. Така да не е пожелно подолго од половина час да стои на собна температура млеко кое што веќе е дошло во контакт со плунката на бебето. Доколку е само така ново, не почнато, може да стои сат до 2, меѓутоа доколку е до 25 степени. Над 25, 26, 28 степени, максимум да е 1 час. Најбезбедно е млекото да си стои во фрижидер,
доколку се патува, тие се оние, нели, преносни ладилници со и најпаметно е да не се припрема однапред формулата, него да се има загреана вода и отпосле да се приготви со прашокот. Да. А доколку родителите се веќе на плажа, дали таму на лице место да го подготват адаптираното млеко, така, да си понесат вода во термос? Да си понесат вода во термос, кој што е загреана на одредена температура и таму да си ја направат формулата. Никогаш да не се носи на плажа претходно приготвена формула. А чајчиња? Чајчето може, меѓутоа истото важи доколку не дошло во плунка, во контакт со плунка. А исто многу битно е да не се меша стара и нова формула. Значи секојаш таа што е веќе употребена, како што кажав, да се исфрли после половина час доколку дошла во контакт со плунка и да се направи нова. Нормално во ново испрано стерилизирано шишенце. Во кој дел од денот се препорачува престој на плажа со бебе? Кај мало дете. Кај мало дете, значи препорачливо е да се избегнува оној период кога е од 10 до да кажем 17 часот кога е најсилно сонцето и највисоки се температурите и највисок е степенот на UV зрачење. Така да би требало рано наутро или после плање кога не е толку јако сонцето. Претпоставам дека е пожелно да бидат под сенка во тој дел од денот. Секогаш е пожелно, да. Да се бират ли места каде што има природна сенка, да речеме под дрво, да се сенката позиционира? Природна е секогаш поубава, нели, од било кој чадор, така да треба да сватат родителите дека ова веќе нема да е одмор како што било претходно кога тие биле сами. Правилата повеќе за летување што важеле порано не важат. Да, затоа што овде ние се прилагодуваме на новиот член или на бебето кое што е захтевно самото по себе, може лесно да се дестабилизира, може лесно да му направиме инфекција, лесно топлотен удар, сончаница и така натаму. Значи треба да се задржи ритамот претходен кој што бебето го имало дома и да се продолжи колку што може и на одмор. Така да, кога се оди на плажа, да се бира, ако има услови, нели, природна сенка. Меѓутоа, и под природна сенка најбитно ни е да го избегнеме оној период кога е најжешко и кога е UV зрачењето највисоко. А се препорачува ли кога ќе се поиде на плажа со бебе под сенка, на неговата кожа да се нанесе некоја заштитна крема за сонце, значи крема со заштитен фактор? Значи, бебето никогаш на плажа не треба да се вади скроз голо. Значи, механичката заштита е... Треба да биде облечено? Да, треба да е облечено со лесна ткаенина, значи, која што дише, памучни ткаенини, има и, нели, и костими за капење кои што се со UV заштита, исто и тие може да се користат, тие се убави затоа што го штитат детето од UV зрачењето, брзо се сушат и се удобни за носење. Меѓутоа, бебе кое што не планираме, нели, да се бања, најдобро е во некоја тенка памучна облека, да е заштитено комплетно. Крема може да се нанесе, меѓутоа само на откриените делови. Добро е така, постојат сега креми кои што се нанесуваат од 0 месеци па нагоре. Порано беше препораката, нели, од 6 месеци па натаму да се користат такви креми со SPF фактор. Меѓутоа сега постојат и од 0 месеци, тие се на природна база и со минерални филтри. Никогаш, значи, да не се употребуваат за мали бебиња хемиски филтри. Што е тоа минерален филтер? Минерален филтер е филтер кој што, например, како што е цинкоксидот, кој што ја штити механички кожата да не навлезат UV зраците. А хемиските филтри, значи, можат, нели, бебешката кожа е многу лесна, многу е нежна, тенка и многу лесно хемикалите од било кој препарат да преминат системски, значи да ја преминат кожната бариера и да навлезат во кожата и така да непотребно внесуваме токсини кои што можат и понатаму, нели, да предизвикат и иритации и дури поголеми алергиски реакции. Неопходно е бебето да носи капче? Да, секогаш. Секогаш капчето да е со широк обод, да му го штити лицето, ушињата, значи комплетно да е заштитено, дури и наочари за сонце, доколку ги толерира. Ако прифати да го видат на лицето. Кога е многу топло, кај бебињата обично се јавува еден исип во народот познат како вруќаници. Да. Дали е тоа опасно и се лекува на некој начин?
Тоа не е опасно, меѓутоа се случува често и поготоа на места каде што бебешката кожа има прегиби, нели под пазувите, на препоните, кај подебелки дечиња, значи понатаму на вратчето, каде што од топлината и од потта нели се јавува тоа црвенило. Не треба ништо посебно да се направи, едноставно да се измие со млака вода, да се колку може да се ветре на сув топол воздух и доколку има потреба, доколку е поголема иритација, тогаш може да се користи и крема со цинк. Крема со цинк, бидејќи родителите знаат да мачкаат разни креми на врукениците, тоа не се препорачува. А колку како да биде, веќе споменавте дека бебето треба да биде облечено во лесна облека, не треба да биде голо на плажа, но колку дебели да бидат тие парчиња облека за бебето да не се прегрее, бидејќи знаеме дека бебињата понекогаш се прегреваат и во домашни услови кога родителите ќе ги преоблечат. Многу често па ќе им се качи температурата, па не знам дали се болни или се прегреани. Родителите се облечени нели по кратки мајци, шорцеви, така натаму, значи жешко им е, а бебето наоблечено. Така да како што им е нив жешко, така и на бебето му е жешко, со таа разлика што како што кажав, кај малите бебиња уште не е тој центар за терморегулација комплетно развиен, така да уште побрзо може да дојде кај нив до прегревање. Секогаш да се бира слоевита гардероба, од повеќе слоеви зависи доколку е температурата не е толку жешка, за да можат постепено како се затоплува да вадат едно по едно. Да, меѓутоа секогаш да е памучна, која што дише, значи има циркулација на воздух, а не да синтетика каде што кожата веќе нема да има циркулација на воздух и се затвараат нели и потните жлезди и побрзо се загрева генерално детето. Да, понекогаш родителите кога го шетат бебето надвор, се високи температурите, знаат да му влечат чичо-рапчиња, но сето тоа, значи да не се претирува. Многу тргнуваат од тоа, па да, ладни му се ноџињата, рачињата, значи периферните делови на децата, веќе спомнав, не има таа циркулација не е се уште стабилна, е послаба на периферните делови и секогаш им се ладни. Дланки, стапала, носето, меѓутоа тоа не значи дека на детето му е ладно. А како да проценат родителите дали бебето се прегреало, дали го преоблекле, па му е жешко или пак има температура? Значи, ако е прегреано, без разлика, температура или прегреано, кожата на детето ќе е црвена, топла, забрзано ќе дише, значи има знаци на веќе дехидратација, поредко мокри, пелените се празни, нели, се суви, така да очите им се халонирани, викаме, значи вдлабнати, тургорот на кожата е намален еластицитет, значи сето тоа ние го разгледуваме и самите родители можат да приметат со допир на стомачето, на граниот кож, дека детето е веќе затоплено, а и кожичката му е црвена, како што кажав, и топла. И може да е, ако е при посериозни, веќе спомнав, да се јават и други симптоми, како сомнолентност, летаргија, поспаност, нереагира на дразби, значи повраќање и така натаму. Што е попрактично од аспект на сместување на семејството кое што има бебе? Апартман или пак хотелски аранжман? Па секогаш е попрактично да има апартман заради којничката што би ја користеле во склоп на апартманот. Сега има и хотели кои што имаат таква опција, а тоа е заради приготвување на оброците на бебето. Пожелно е да си се носи своја храна, вакуумирана, замрзната или тука да се приготвува, отколку да се користи која и да е храна што веќе детето претходно ја нема испробано, без разлика во кој хотел или сместување. Не препорачувате пробување нови вкусови на одмор? Не. Пожелно е да се задржи на тоа што до тој степен доколку веќе детето започнало, бебето да кажам, започнало со вовед во немилечна исхрана, да останат на тој дел докаде што веќе има испробано, тоа што е воведено, а остатокот да го ставиме за после одмор. Меѓутоа, ако веќе ако се проба нешто, ако се понуди, секојаш тоа е некоја понеутрална храна, компир, морков, орист, овошје и зеленчук кој што е варен, никогаш да не е свеж, заради можноста од инфекција, варен или печен.
како јаболко на пример варено, печено, значи, не морковче, препорачувате да речеме детето ако пробало праска да му се даде свежа парче? Кога сме на одмор, не, затоа што секакви реакции може да настанат и алергиски реакции, не зборам конкретно за праската, него општо не ни е позната таа намирница и самиот вовет во немлечна исхрана така се изведува со тоа што една намирница му се дава на детето, почнувајќи од утро по една лажичка и се чека реакција во тек на денот. Истата намирница се повторува 3 дена без мешање на друга намирница со постепено зголемување на количината за да сме сигурни дека таа намирница не е безбедна. Така да не е пожелно во тек на одмор да испробуваме било што, доколку имаме опција за тоа што сме го пробале или секојаш ни се и опција и готвите купечките кашички готвени, само треба да внимаваме нели на кога се отворени и на рокот на употреба и како се чувани секогаш. А советувате ли родителите со себе да понесат постелнина за апартманот на каде што ќе спие бебето? Па да, пожелно е, доколку се може да се земе своја постелнина од хигиенски аспект, затоа што никош не знаеме колку е чисто и нели тука и површините доколку може да се пребришат нели со некој дезинфициенс за површини. Одморот со мало дете, пак ќе кажам, не е исто како претходно. Значи, треба многу повеќе работи да се носи. Треба да се носи цела аптека, да се носи прибор, да се носи документација, да се носи и постелнина, доволно гардероба, капчиња, шеширчиња. Значи, не е како претходно што... Потребно ли некоја мрежа за комарци за да се покрие количката, например? Да, количката или навечер, нели има и за креветче, заради тоа што исто како кремите со заштитен фактор и исто и овие репеленти што се креми за против убоди, значи препорачливи се да не се нанесуваат директно на кожата на деца под 6 месеци. Па каде се нанесуваат? Се нанесуваат индиректно, пожелно е да се нанесат индиректно или на надворешната страна, да се во спреј, пример, за да може да се испрска надворешната страна на облеката или во некоја газа или пелена која што ќе биде во близина на детето. Секогаш да се бира да се да се испрска врсалиштата? И тоа не е прифатливо? Врсалиштата меѓутоа од надворешната страна. Така може, да. И секогаш да се бираат тие што се креми, спреови на природна база, нели има цитрус, лаванда, значи нешто што не би предизвикало некоја иритација. Дури и тогаш може да дојде до иритација некои етерични улја, знаат кои што се состојки на тие средства може да предизвикаат иритација на кожата. А кога е поголемо детенце може да се мачка, нели? Меѓутоа секогаш да се внимава да не се мачка на дланките и стапалата доколку си ги ставаат нели во уста, затоа што ќе ги внесат директно во устата. Така, и покрај тоа што ќе се овозможи заштита против убоди од инсекти, сепак се случува децата да се скасани од комарци пред се, па како се третираат убодите во таков случај? Тогаш е доволно само да се измие со млака вода. Добра. Има и креми за после убоди, исто така на природна база со камилица, алоe вера. Значи се гледаат, тие препарати се наменети за бебиња од 0 возраст нагоре и тогаш се нанесува. Сега во случај доколку има и поизразени, затоа што и како реакција на убодот од инсект може да дојде и до поизразена некоја алергиска реакција, тогаш може да се употреби и антихистаминик, меѓутоа секогаш во консултација со педијатар, никогаш на своја рака. Понатаму може да дојдат и до посериозни алергиски реакции, како на пример анафилактичен шок, каде што веќе тука треба брза реакција и веднаш да се однесе детето на лекар. Споменавте дека потребно да се понесат одредени лекови, односно патувачка аптека. Да. Што таа треба да содржи кога се патува со бебе и мало дете? Што е неопходно да се има во тој НССР? Прво е најбитно да се носи документација, да се има здравствено осигурување. Значи без здравствено осигурување да не се патува, затоа што не се знае што може да дојде. Здравствена документација за бебето, значи терапија редовна доколку
прима, контакт од матичниот педијатар, секогаш да се бира и тоа да не е во предвид, значи кога бираме место за одмор, да се бира да има во близина болница или некоја здравствена установа. Понатаму секако треба да се земат антипиретици, значи лекови за температура. Кај мали деца од 0 месеци, значи е парацетамолот, а кај поголемки и бруфенот. Знаат родителите, веќе се обучени како се дозираат. Парацетамолот може од 4 до 6 часа, бруфенот од 6 до 8 или наизменично, меѓутоа никогаш и двата лека истовремено. Понатаму да се носи физиолошки раствор за носето, или хипертоничен раствор доколку е затнато носето, аспираторче или пумпица, креми со заштитен фактор, креми за убоди, креми за после убоди, антихистаминик, секогаш претходно со препорака од доктор и со внимателно дозирање, стерилни газички, антисептик е пожелно да се има, нели доволен број на пелени, тоа веќе да не коментирам, си знаат родителите облеката што ја споменавме. Така. Сега, кај бебињата многу често се јавува пеленски исип, особено во летните жешки денови. Зошто тоа се случува? Пеленскиот исип се јавува многу често, уште го викаме ние и амонијакален дерматит, се јавува како реакција на амонијакот од урината. Тој предел, да кажем, таа регија од телото е покриена со пелената. Најчесто таа е топла, влажна средина, каде што е идеална средина за развиток на инфекција, нели, за размножување на микроорганизмите. И затоа е потребно што почесто да се менуваат пелените, доколку имаме опција да се измие бебето, доволно е само со млака вода, доколку не е искакано, да кажеме, да се избегнуваат влажни марамчиња и да се остава да се проветре малку на сув воздух. Доколку е позацрвената кожата, има појака реакција со лупење на кожичката, треба да се користат, нели, и соодветни креми, најдобра би била кремата со цинк. Зошто споминавте дека треба да се избегнуваат влажните марамчиња? Особено дел од нив навистина убаво мирисаат. Дали парфимите може некогаш да создадат проблем? Секогаш да се бираат влажни марамици кои што се без парфеми, да, убаво мирисаат, меѓутоа не се практични. Не се ни безбедни за децата, да се бираат влажни марамици кои што се хипоалергени, со поголем процент на вода, без парфеми, конзерванси, без парабени. Значи тоа е многу битно, затоа што сите овие може да направат локална реакција на кожичката и така да дополнително ја влошат состојбата од претходна. Потребно ли да се нанесе подебел слој на крема во пеленската регија кај бебето за да се избегне пеленскиот исип? Значи, нанесувањето на кремата не е слојот, да кажем, дебелината не е од приоритет. Приоритет е ова претходното што кажав, третманот и хигиената, начинот на кој што се третира кожичката од детето, на колку време се менуваат пелените, како се прави хигиената, а дебелината на слојот не е потребна да се стави премногу дебел слој, доволно е да ја покрие кожичката и да биде како некоја заштитна бариера. Често пати не се повлекува ова воспаление во пеленската регија. Дали во тој случај е потребна консултација со кожен лекар или пак со педијатар, што да се преземе? Може ли во морска вода да се исплакне таа регија па да дојде до подобрување? Била дека морската вода е лековита? Морската вода, да, сама по себе, нели, содржи сол и е лекува, да, јод и лекува на некој начин рани. Меѓутоа со малите бебиња нема експериментирање, така да на овој амонијакален дерматит, да кажем, или пеленски дерматит, самата кожичка е оштетена и е изложена постојано дејство на урината, нели, и ако дополнително се направи дерматитот, многу лесно може да настапат, како што кажав, микроорганизмите и да се размножуваат, особено габичките. Тогаш би требало да се вклучи некој крем со некој антимикотик, а доколку е многу сериозна ситуацијата, може и некој крем краткотрајно, кажувам, да е до 1 до 3 дена и секогаш во консултација со педијатар, некој крем кој што локално би се нанесол, крем со кортикостероиди. Кога бебето ќе качи температура, дали тоа значи дека веднаш треба да се појде на педијатар? Зборуваме за помало бебе.
под 6 месеци или под 9 месеци? Или треба родителите најнапред самите да се обидат да ја спуштат температурата? Бебе до 3 месеци, секое покачување на температурата или секоја појава кај детето симптом кој што е вон нормала, треба да се јават на лекар. Значи, дете под 3 месеци не е ризично дете и никогаш не треба сами да експериментираме. Тогаш се носи детето на лекар, се прегледува и се дава препорака за понатаму третман и така натаму. Поголемите деца, значи секое покачување на температурата не мора да се оди на лекар, нели родителите се плашат, па знаат да дадат антипиретик, парацетамол или ибупрофен и на ниска температура, да кажам. Затоа и тоа треба да го разликуваат. Значи има нормална температура која ни е до 37,5, после тоа доаѓа субфебрилна од 37,5-38, фебрилно се рачуна на 38,5 и само тогаш даваме антипиретик. До тогаш доволно е детето да се расоблече, може да се избања или водени облоги да се ставаат, меѓутоа со млака вода, никош тоа да не е екстремна ладна вода, да се пои, да се рехидрира редовно и доколку не се спушта температурата, значи во тек на после 2-3 дози дадени антипиретик, тогаш треба да се јават на педијатар, или доколку температурата трае подолго од 3-4 дена, исто така треба да се јават на педијатар. Доколку со давањето на антипиретик и се го регулира таа температура, детето е добро поено, добро рехидрирано, нема потреба воопшто да одат на лекар. Значи во патничката аптека... И доколку, само да спомнам, доколку нема придружни некои симптоми. Во патничката аптека да има и топломер. Не го заборавив, секогаш да има топломер, да. Или не е важно? Дигитален топломер. Значи тој кај мали бебиња може да се мери ректално, кај поголеми аксиларно, меѓутоа секогаш да ни е точен и дигитален. Се случува понекогаш кога патуваме да се јави патничка диареја. Дали овој проблем се забележува и кај бебињата и малите деца? Се јавува, да, се јавува патничка диареја и секоја промена на климата, на средината може да доведе до диареја, така да е пожелно на децата да им се даде пред тргнување, неколку дена пред, да им се даде пробиотик, кој што би се давал и за време на престојот, а и откако ќе се вратат. Значи, ние секако веднаш по испишување од родилиште им препишуваме пробиотик на децата, има повеќе улоги. Една од улогите е тој микробиом, цревната флора, значи регулација, имуниот систем, значи помага за респираторни инфекции, алергиски реакции, екземи, атопичен дерматит, коликите кај бебињата ги смирува, така да има повеќе бенефити од самиот пробиотик, меѓутоа поготово е битно за да спречиме ваква диареја. Доколку се јави диарејата, што да се направи? Бидејќи децата многу брзо дехидрираат. Може да дехидрираат и со губење течности преку столицата. Секако, да. Се дава пробиотикот, се прекинува со храна која што до тогаш се давала, ако е причината некоја храна. Значи, многу да се внимава на овоше, зеленчук, како што кажав, на миењето, на хигиената, кај помали деца да не се даваат свежи, значи како и да се прекине со внесот на таа храна, да се пои редовно, меѓутоа доколку продолжува таа диареја, доколку детето покажува веќе некои знаци на дехидрираност, одбива да јаде, нели одбива внес преку уста на течност, секако треба да се јават на лекар и да се проложи третманот со интравенска или зависно како и да е терапија по совет на доктор. За да се спречи за да се спречи по голем степен на дехидратација. А кога сме на летување, оние кои што има деца кои што веќе преминале на немлечна исхрана, често пати знаат да им понудат сладолед или тие да побараат една топка сладолед или сладолед на стапче. Дали тоа да се практикува? Кај малите не. Никогаш, затоа што во сладоледот многу често може да има салмонела, која што може да ни даде тешки диареи и повраќања, така да не е пожелно. Меѓутоа, тоа кај поголеми деца секогаш да се избира од безбедно место каде се зема сладоледот, да се види рокот и како е чуван. Сето тоа, дури кај возрасен човек, нели знаеме дека може да настане троење.
А може ли да ги фати грлото? Децата ако на топло време јадат ладен сладолед, да ни разрешите, да разјасните еден од главните митови кои што се присутни на овие простори? Не, апсолутно не. Значи, дури на запад препорачуваат да се јадат сладоледи, ладни напитоци, ако имаме ларингит, например, ни помага, го смалува едемот на ларингсот, како и да е, не е тоа причината. Секогаш причината за настинка ни се некои микроорганизми. Дали се тоа вируси или бактерии, зависи. Кога сме кај рехидратацијата кај децата, односно давањето течности, споминавте дека ке ексклузивно доените бебиња до 6 месеци не е потребно да се дава ниту водичка, ниту чајче, но ние деца кои што се на адаптирана формула и кои што веќе преминале кон немлечна исхрана, кај нив може да се понуди течност, односно вода. Сега родителите многу често даваат сокчиња. Дали кој е вашиот совет во однос на сокот? Дали да се понуди или не? Имат ли потреба дечињата од сок? И можат ли сокчињата пак да направат некакви стомачни проблеми во летните денови? Прво зависи од која возраст е сокот даден, зависи кои намирници се вклучени во немлечната исхрана. Цитрусите, например портокалот, кој сокот најчесто го конзумираат, се внесува покасно, затоа што е прво тежок за желудникот, второ може да даде алергија, така да не би требало да се практикува како почетна немлечна исхрана и би требало да се избегнува. Меѓутоа, исто што е битно за сокчињата, најчесто им се даваат сокчиња кои што се купечки, тие содржат богати се со јаглехидрати, шеќер, тие се непотребни калории, така да сокот не треба да биде замена за вода. Водата си е вода, привриена или оладена, флаширана вода секогаш да е, или па специјална вода што е за бебиња. И кај поголеми деца сокот не треба да е замена за вода. Можете ли да ни дадете некои совети за организација на багажот при патување со бебе? Секогаш, значи прво родителите да останат смирени, затоа што во вакви моменти психолошки совет има потребен, затоа што и детето го чувствува тоа, а знам јасно е дека ги фаќа паника, ги фаќа страв, како тоа ќе се одвива. Кога веќе се решиле да одат на одмор, треба да се спокојни и тековно да си ги решаваат проблемите кои што ќе наидат или да си бараат решенија на ситуациите како што наидуваат. Значи, пред се да си направат еден список се што им е потребно за да не доаѓаат во ситуација дека нешто им фали. Поготово како што кажавме од таа некоја аптека. Тој дел што е аптеката и неопходните работи секогаш да им е во рачен багаж, никогаш да не е во куфери и да им е лесно достапен, нели, доколку патуваат со авион, па согласно со правилата на авионот. Да имаат доволно облека, доволно пелени, прекривки за пресоблекување, постојано и сето тоа што го набројавме. Значи да си го испланираат времето на тргнување и патување, да не е во најжешкиот период, како што спомнавме. Да избираат по можност некоја поблиска дестинација заради нив. Се комплицира кога се подалеку и самиот пат, а и самиот ризикот доколку нешто настане неочекувано во подалечна земја. Да се бираат мирни места, каде што без стрес и за нив и за самото дете, без екстремни разлики во температура. Значи, сето тоа е за бенефит и нивни и за бебето и пак ќе кажам да се психолошки спремни дека ова нема да е одмор како што бил претходните години пред да се јави бебето. Малиот патник носи големи предизвици. Да. И сите треба да се адаптирани практично на него. Многу често родителите одат и со баба, дедо помош. Советувате да направат една таква логистичка организација. Да, зошто да не? Тогаш им е задоволство и на бабата и на дедото, а и родителите имаат шанса и сами да се одморат и да земат воздух малку, да се избањаат и да поуживаат. Така да, обострано задоволство е. Се случува често да звонат од одмор, да постават прашање до својот педијатар? Се случува, да, секако. Педијатарот, барем јас, знам и други многу педијатри кои што си им даваат контакт телефон на своите пациенти, си се во дослух, па ќе прашаат, ќе им се објасни, затоа што тие мали совети
Имаат големо значење. Имаат големо значење, за нив може проблемот да изгледа многу голем, меѓутоа во суштина не е или обратно, така да секогаш е пожелна консултација и контакт со својот матичен педијатар, а и педијатарот најмногу си го познава детето кое што континуирано си го гледа. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, што ја одбравте оваа интересна тема, бидејќи првото летување со бебе е навистина комплексно. Ви благодарам на поканата уште еднаш. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта што ја реализиравме заедно со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за тоа што не следевте и денеска и ви посакувам пријатен ден.